Се распаѓа уште едно од куќите што општина Штип ги доби на подарок од познатиот штипски кардиохирург Жан Митрев. Куќата на улица Никола Карев број 22 веќе подолго време се е страф и трепет меѓу жителите на Штипско Ново село. Пред само неколку дена, детска игра ќе прераснела во голема катастрофа. Додека децата си играле, керамиди неконтролирано почнале да паѓаат од руинираниот кров. Нек не паднаме на едно детенце кермидата пред ногу, езико си го прегатна, двај му искараме езико. И не само таа, и ваа, и тие, готови се. Поубаво да ги избришат, нека ги направат паркинг плац, ќе ги наредат сите колите, не вака не може човек да помине. Жалосно е ова. За Ново село е жалосно. Паѓат дозгоре, кермиди може децата не минат, може да ги ударат секој момент. Така, вашата куќа е веднаш до оваа стара куќа, се чувствувате ли вие безбедно? Не. Значи не е безбедно, секој момент може да падне. Мора да се преземе нешто, да се бутне или да се реновира, не знам. Но не само за својата безбедност стравуваат новоселци, се плашат од ширење на зарази. Тврдат дека старите куќи за кои никој не води грижа се дувло на зараза. Често може да се видат стаорци како скокаат по старите греди. Тоа е епидемија. Огромни глувци, мачките ловат, гледа се. Тоа. Едно време велите има змии. Да. Кријат се змиите. Излеват, децата се плашат. Дојдат, кажат, видиме таму змија. Отпадоци има на сите страни, натре и надвор. Предходната локална власт одедна во куќите сакаше да направи музеј посветен на штипските евреи. Но сега од општината велат дека општина Штип располага со техничка документација за изградба на етно куќа. Очекуваат дека со пари од ИПА програмата ќе го решат овој проблем. Ветија безбедносни мерки со кои на граѓаните ќе им го намалат стресот кога поминуваат покрај овие 4 заборавени споменици. 4 куќи кои се заштитени со закон како стара градска градба во вредност од 100.000 евра Жан Митрев на општина Штип ги подари пред речиси 2,5 години. Минатата година едно од куќите се урна сама и од тогаш оваа грда слика се уште стои во револуционерното Ново село.